Почитувани граѓани, ова е воздухот во главниот град на Македонија. Ова е сликата за нашиот град. Почитувани граѓани, утрово оние инструменти кои што работат, повторно, ова е од 9 часот податок, повторно измерија, подсетувам тие што мерат, што работат, многу висока концентрација и загаденост во главниот град. Пред само 3 минути пратениците од власта одлучија да се дебатира, секако по скратена постапка, за задолжување од 150 милиони евра. Ние, согласно член 70 од Деловникот, сметаме дека нема понеодложна и поитна дебата од дебатата за здравието, односно за состојбата со загаденоста во градот Скопје како последица на погрешните политики на владата на Република Македонија и градоначалникот на Скопје. Деновиве во Скопје го имаме она што за жал го имавме и порано. Скопје е повторно најзагаден град во светот. Сите показатели, реков оние што работат, укажуваат на исклучително висока концентрација на честички кои се опасни по човековото здравје. Сите тие, особено честичките PM10, предизвикуваат кардиолошки и белодробни болести, за жал се канцерогени. Најмногу удираат по децата и по хроничните болни. Заштитата на животната средина е на последно место во владата. Тоа можете да го видите во буџетот, каде што повеќе пари се даваат за згради во Министерството за внатрешни работи, отколку за заштита на животна средина. Европската комисија констатира ограничен, скоро никаков напредок во областа на животната средина. Се разбира, за загадувањето на градот немаме илузија како што тоа некои провладени вестници денес го пишуваат дека се криви ружите на ветровите или временските состојби. Тоа е политика која зад себе кријат изборна корупција и бизнес интереси на поединците на власт. Денес здравјето на граѓаните, почитувани, е загрозено како резултат на увозот на половни возила со ниски еколошки стандарди, како автомобилите, така и автобусите, особено во јавниот градски превоз. И тие новите што ги купивме од Украина, исто го загадуваат ваздухот повеќе од некои стари. Уништените и исечени дрва, уништените зелени површини и нивната замена со бетон. Само за неколку години владата на ВМРО-ДПМН и ДУИ заедно со градоначалникот на Скопје ги уништија паркот спроти хотел Бристол за административна зграда од 10 ката, паркот пред домот на Арама, паркот Жена Борец за десетици споменици и скулптури, паркот пред културниот информативен центар за катна гаража, паркот зад Собрание на Република Македонија, не знаеме што ќе биде. Двете зелени парцели околу плоштадот Македонија за хотел и градска куќа кои што вчера почна да се градат. Паркот зад главната пошта за нова барокна катна гаража, ги секоја дрвата и паркот пред хотел Бристол до хотел Бистрол за административна зграда на Советот за радиодифузија. Непочитување на стандардите за градење. Иако има строги критериуми за тоа како треба да изгледа процесот на градење за еден нов објект, тој не се почитува повторно заради бизнес интересите на поединците од власта. Запирање на процесот на гасификација во градот Скопје. Иако беше предизборно ветување од 2009 и од 2013 година, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски на истекот на 100-тиот ден од мандатот предложи да се укине јавното претпријатие за гасификација во Скопје и истакна, бидејќи не се обезбеди партнер инвеститор, од причини што во економските услови кои се присутни на енергетскиот пазар се уште нема посебен интерес, нагласувам, посебен интерес,
предлагам да се затвори предпријатието за гасификација. За да слушнеме вчера во една од најлицемерните изјави во овие 22 години во македонскиот плурализам, дека е потребна гасификација. А гасификацијата во Скопје може да почне веднаш и одма. Тоа е исто направено заради бизнес интереси. Упадот во топлификација што се случи лани и покачувањето на цените на електричната енергија доведе до масовно користење на огревното дрво. Според една анализа која што има во светските медиуми за состојбата на загадување во Балканот стои дека Македонија е единствениот главен град во светот, во Европа, што се грее на дрва. Единствениот во 21. век. Тоа дополнително е причина за загадувањето во воздухот, а упадот во топлификација знаеме дека беше исто од бизнес интереси за фамилијата на власт. Политичките уцени со инвестирањето во заштитните фирми, каде што пред секои избори се уценуваат компаниите кои што работат да можат да го продолжат рокот за вградување на филтри, па кога ќе дојдат нови избори, пак ќе ги уценуваат, се дека владата исто од бизнес интереси или од изборна корупција не се ги добие парите назад. Се разбира, тука и конечно на сите ми е јасно лажната и криминална акција Ден на дрвото, кој што само загадувањето ја потврди дека е пораз на политиките на владата. Вчера, како мерка, владата, градоначалникот на Скопје предложи да се седи дома и да бидеме затворени. Во четвртокот пред почетокот на сезоната на гриповите, министерот за здравство рече да се проветруваат просториите. Представници на владата, почитувани граѓани, што да направат денес децата во градинките и учителите? Да го отворат прозорот заради грипот или да го затворат заради загадувањето? Кој е одговорот на владата? Затоа, наместо игнорирање, потребна е дебата. Денеска сме сведоци на нови милионски кампањи на Министерството за здравство, каде не убедува дека здравието нема цена. Па даваат луѓе како се погребуваат, како некој му текнало дека у Франција што рекол лекарот и други дебилни реклами кои што треба да ни кажат дека здравието нема цена. Епа, почитувани граѓани, денеска пратениците на ВМРО, ДПМН и ДУИ треба да одберат дали е наитно во оваа држава да се земе кредит денеска за 3,5 минути од 150 милиони евра или да се гласа и дебатира за состојбите со загадувањето во градот Скопје, каде што како последица на енормното загадување страдаат најмногу децата и хроничните болни. Надвор од стандардите и законите. Еве веќе изминува 10 дена како Скопје е загаден град. Веќе требаше да се превземат други мерки, за жал се уште нив ги нема. И затоа, наместо да праќаме вакви разгледници од Скопје, ве замолувам денеска да гласаме и да дебатираме итно за состојбата со загадувањето на главниот град, состојба која што е болна за сите граѓани, не само кои што живеат, туку и го посетуваат. Со седење дома и неодење на работа не се решаваат работите. Затоа бараме дебата за да може да се превземат итни мерки за заштита на здравието на граѓаните на Скопје. Благодарам.